Добар ден, почитувани гледачи. Го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. ВМРО ДПМН. Куманово го има најруинираниот плоштад. Русевска ја освои наградата најдобра млада актерка. Најмалите кошаркари на кошаркарски клуб Пинк Пантери добија медали. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска обвинија дека Куманово го има најруинираниот плоштад. Оттаму истакнаа дека граѓаните не заслужуваат искршени клупи, руинирани скали, плочки, отворени канализациони и одводни системи и слично. Распукани плочи, руинирани скали, испокрешени клупи, отворени канализациони и одводни системи и по некоја помала дупка се одлика на Кумановскиот плоштад, истакнаа денеска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, посочувајќи дека градот го има најруинираниот плоштад, кој како што рекоа, како резултат на состојбата во која се наоѓа, представува голем срам за локалната власт. Во секој град плоштадот е централно место за граѓаните. Јавен простор, седиште за јавниот живот, огледало на секој град. Секогаш, без исклучок, плоштадите се едни од неуредените простори, кои се главни собиралишта на граѓаните, но не и во Куманово. Денеска, од плоштадот Нова Југославија, со длабоко жалење може да видиме дека во Куманово важат други правила. Јовановска нагласи дека немањето јавен тоалет исто така е еден од битните проблеми на граѓаните и туристите. Тие се приморани да ги користат околните влезови на зградите, при што станарите се револтирани и загрижени за хигиената и нивното здравје. Секојдневно граѓаните револтирани реагираат и прашуваат кога ќе се среди просторот, притоа не можејќи да се сетат дали некогаш во минатото била толку лоша состојбата како што е денеска. Локалната власт, оптеретена со висока политика и кадровски прегрупирања, како да не го забележува плоштадот. Како да не сака да ја види грдата слика за која се свесни граѓаните, а представува последица од неодговорната и штетна политика на градоначалникот и СДС во Куманово. Од ВМРО ДПМН го прашаа градоначалникот зошто по речиси 12 години од оправувањето со градот луѓето се уште се приморени да гледаат срамни слики на централниот плоштад. Тие порачаа дека е време да престане игнорантскиот однос кон граѓаните и наместо да се води ефтина кампања за локалните избори, да почне вистински да се ангажира за санирање и разубавување на плоштадот и централното градско подрачје. Дел од граѓаните со кои што поразговаравме побараа надлежните да обрнат повеќе грижа за уредување на централното градско подрачје. Како најголем проблем, тие истакнаа дека немањето тоалет. Овој градоначалник не е заинтересиран да направи еден тоалет, да се изразиме од луѓе. Па нема тоалет, луѓето идат тамо, вамо, по банки, она беше хотел Куманово, што ти знам жито. Па да направиме тоалети, па кој треба некој човек ќе го одржава. Другата работа, ова гледај како е искршено, на што личимо овако? Да се поправи, да се дотера, па да личимо како луѓе, кога доваѓави странците да има што да видел. Што ќе видел се овде како ќе погледна овој клуб искршен? Ево и ова не функционира во вода, зашто не го пуштат тие пумпе да функционира? Од време ние си седиме на камење, не на клупи. Клупи не постојат. Што е најбитно, пред 30, 40 па и 50 година најмалку 5 клозета имало ВЦ. Во град нема еден обичен ВЦ. Нели е срамота? Човекот кога почне да гради една куќа, прво ќе изгради ВЦ. Или на нива ВЦ има поставено. Град кој брои преку 100.000 stanovnika. Срамота за човекот кој го води овој град со вакво уредување урбанистичко. Едино му честитам на секој сокак и на тротоар гради стамбени згради, а потреби на градот се занемарени. Ма ништа нема дете. Кој е осветлување, кој е клупе, кој е одржавање, ништа. Треба да се одржува, да ја допати на апел до надлежни. Треба надлежни да поведе вред за живот на граѓани, ма како ја гледамо ништа нема. Клупи скршени, ѓубри на секаде. И народ одговорен, и локална самоуправа и све. Во кружната сала на зградата на поранешните општествено-политички организации и комитет
Во понеделник ќе се одржи 66-та седница на Советот на општина Куманово. Купно за разгледување има 8 точки. На дневен ред ќе се најдат кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово и буџетскиот календар. Советниците ќе расправат и за предлог одлука за донесување на правото на користење на дел од објектот затворен градски базен. 3-месечниот извештај за финансиско работење на јавното претпријатие Водовод и извештај за деловно финансиско работење на Чистото и зеленило. Тие ќе ги разгледаат и предлог решението за давање согласност на одлуката за утврдување цени на влезници за користење на отворениот градски базен и предлог решение за давање согласност на одлуката со која ќе се врши измена на одлуката со која се определува цена на погребни услуги што ги врши Чистото и зеленило. Седницата, која ќе започне во 10 часот, ќе можете да ја следите директно на Телевизија Плюс. Наградата за најдобра млада актерка на овогодинешното издание на престижниот фестивал Војдан Чернодрински и припадна на актерката Сања Русевска од Кумановскиот театар. Русевска учествуваше со ликот Мира во представата Hi-Fi. Актерката Сања Русевска од Кумановскиот народен театар за ликот Мира во представата Hi-Fi ја освои наградата за најдобра млада актерка на реномираниот театарски фестивал Војдан Чернодрински кој се одржа неделава во Прилеп. Кумановскиот театар учествуваше со драмата од Горан Стефановски, а во режија на Јане Бојаджи. Ова е моја прва награда и сум пресретна затоа што не очекував дека ќе добијам награда. Кога ми се јавија утрото дека имам добија награда, бев шокирана како бев пресретна и како прва награда мислам дека цел живот ќе ја памтам. Ова е доказ за работа, значи те наградуваат за твојата работа и многу ми е драго. Мислам чувството е неописливо. Наградата е за ликот на Мира. Ние гостувавме таму понеделникот, мислам дека тоа е 12-ти, во 10 часот одигравме. Завршувањето на фестивалот беше на 15-ти, на 16-ти Сабајлето ги објавија добитниците на наградите, така да оваа награда е за тој лик, за таа представа. Русевска 4 години е дел од Кумановскиот народен театар. Досега има играно во представите Мајка храброст, Брачна игра, Убавицата и ѕверот, Волшебникот од Оз, Пинокио, Шмекер со капа и други. Сцената за неа значи живот и магија, бидејќи тогаш исчезнуваат сите проблеми, болки и си посветен само на публиката. Многу сакам да го играм Калибан од Бура на Шекспир. Значи тоа уште од студентските денови и исто и Задрогас од Шекспир од Сон на летната ноќ. Така да тие ми стојат како ликчиња што сакам затоа што се доста специфични, доста различни, па можеби некој ќе ми исполни желбата еден ден, али во суштина сум секогаш отворена за било кој лик затоа што тоа е секогаш нов почеток, нов процес, нова авантура, така да сум расположена секогаш за работа. Младата актерка од Куманово има желба наредниот период да продолжи да учи да се усовршува, напредува и заедно со колегите да ја полнат салата во театарот и да ги задоволат љубителите на представите. Во пресет на сезоната на годишни одмори, едно од најчесто поставуваните прашања на родителите е дали задолжително треба да носат со себе согласност за патување на деца преку граница со еден родител. Искуствата на родителите од земјава кои патувале сами со децата без нивниот партнер се различни. Додека едни велат дека на ниту еден граничен премин не им се случило надлежните служби да им побараат таква согласност, други имале непријатно искуство кога полицијата на границата изречно им барала да покажат таков документ и не им дозволувала да ја преминат. Кога станува збор за оваа проблематика, законската регулатива во Македонија предвидува дека на родителите не им е потребна таква согласност доколку малолетното дете патува со еден од родителите. Со оглед на тоа дека за детето да добие патна исправа, потребно е присуство на двајца родители. Се смета дека со тоа двајцата дале согласност детето да патува во странство и само со еден од нив. Сепак, ваквата согласност е неопходна ако детето патува само или во придружба на некое трето лице, како што се роднини, наставници, спортски тренери и слично. Но и покрај тоа, од граничните премини апелираат родителите да поседуваат ваква согласност. Истата може да се извади во подрачните единици на МВР, при што мора да се присутни двајцата родители, да го дадат на увид изводот од матичната книга на родени на детето и нивните лични карти. Изјава дека детето може да патува преку граница само со еден родител може да се завери на нотар во присуство на двајца родители.
Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одржа рецитал на сопранот Марија Муратовска-Наумовска и пианистката Елена Атанасовска-Ивановска. Присутните имаа можност да слушнат дела од Глинка, Чайковски, Дунаевски. Љубителите на класичната музика синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев имаа можност да присуствуваат на рецитал на сопранот Марија Муратовска-Наумовска и пианистката Елена Атанасовска-Ивановска. Присутните проследија дела од Глинка, Чајковски, Дунаевски. Муратовска-Наумовска истакна дека има голем број почитувачи на класичната музика и таа се надева дека истата ќе опстои и покрај тоа што младите се насочуваат во друг правец. Па јас сум се определила за овој вид на музика. Јас сум професор на факултетот за музичка уметност. Целиот мој живот го поминав со класичната музика. Мене ми е сосема нормално да се бавам со оваа музика, не би ја заменила за ништо друго, макар да секако ја почитувам и народната и забавната, джез музиката, филмската музика. Меѓутоа, јас сум по класиката. Сопранот Муратовска-Наумовска магистрирала соло пеење на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Добитник е на повеќе награди и признанија, како и на наградата Георги Божиков од Сојузот на композиторите на Македонија. Па имам настапувано многу со рецитали, имам многу придонесено за македонската музика, имам и награди многу добивано, имам мастер-класи низ Европа, имам концерти давано низ Европа и пошироко Америка. Овој пат направив нешто од срце. Ја поканив мојата најдобра пријателка, најдобра пианистка и професор на Факултетот за музичка уметност Елена Атанасовска, која што вечерва ќе биде пианистка, мојата колешка на клавирот, да од љубов направиме нешто за публиката во Македонија. Пианистката Атанасовска-Ивановска е една од најуспешните и најафирмираните пианисти во Македонија, која активно учествува во музичкиот живот во земјава, но и надвор од неа. Дипломирала со највисока оцена на Факултетот за музичка уметност, пошто завршува постдипломски студии. Во текот на музичкото образование се здобива со бројни награди на државни и меѓународни надпревари. Во моментов работи како доцент по корепетиција и практика на Факултетот за музичка уметност Скопје. Заедно со Муратовска-Наумовска досега одржаа концерт во Гевгелија и Кавадарци. Од јули, граѓаните ќе плаќаат пониски казнени камати за неплатените сметки за комуналии, како и за задоцнато плаќање на ратите на денарските кредити. Освен износот во сметките за потрошена струја, вода, парно, многу често се случува да имат и насобран долг од затезна камата. Првиот ден од оцнењето на кредитот пак, банкарите освен редовна годишна им наплатуваат и законска затезна камата. Од 11,75%, казната ќе се намали на 11,25% на годишно ниво. Мало намалување има и за казнената камата на заостанатите долгови на фирмите. За одличната сезона и напорните тренинзи, најмалите кошаркари на клубот Пинк Пантери на синоќешниот тренинг беа наградени со медали. Надлежните од клубот се надеваат дека и наредната сезона кошаркарите на возраст од 5, 6 и 7 години ќе постигнат одлични резултати. Најмалата група во кошаркарскиот клуб Пинк Пантери на синоќешниот тренинг беше наградена со медали. Надлежните од клубот истакнаа дека медалите би требало да ги поттикнат младите и наредната сезона да продолжат напорно да тренираат. Денеска можеме да видиме еден вообичаен тренинг. На тренингот присуствуваат дечиња од 5, 6 и 7 годишна возраст. Тие тренираат година-две тука во нашиот клуб. Основна цел на кошаркарскиот клуб Пинк Пантери е да децата од најрана возраст да почнат да се занимаваат со кошарка. Тука да стекнуваат здрави навики, место да седат на нивни години дома пред телевизор, пред компјутер, тоа слободно време што го има да го користат на правилен начин, да спортуваат и да се развиваат во здрави деца. Младите кошаркари истакнаа дека уживаат во кошарката. Јас сум Андрей Ѓердиевски, имам 6 години, учам во кошарачин, сакам да бидам како мојот омилен играч Драѓан Петровиќ. Сакам, мене ми е омилена група Пинк Пантер. Јас сум Леон Тоновски, тренирам 1 година.
учил Толи Зордамис. Тој тренира нови ствари. Најболи сакам да бидам кога ќе порасна, сакам да бидам како Александар Костовски. Еве, кажи ни како се викаш? Јас се викам Гави Когоровски. Колку време тренираш во Пинпанк? 3 години. Кој е твојот омилен кошаркар? Или клуб? Пинг-панг и клуб. Дали учествуваш оваа година на некој натпревар? Не сум. Како кој кошаркар сакаш да станеш кога ќе порасна? Пера Манкиќ. Од клубот се надеваат дека младите и во иднина ќе продолжат напорно да тренираат и да даваат одлични резултати. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 23 степени, а минималната 10. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со услови за дожд, а ќе дува северен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, додека утринската ќе се намали до 12 степени Целзиусови. Тоа беше се за денешното издание на Дневникот. Останете во добро расположение и гледајте Телевизија Плюс.